Почитувани гледачи, уште едно издание на ТВ емисијата Синтеза. Добре дојдовте, со мене вашиот домаќин Владко Стојковски. Денеска нешто повеќе околу културата кај нас, сите оние предизвици со кои што таа се соочува и сите важни работи за кои што ќе разговараме со мојот денешен гостин. Културата од секогаш имала важна улога во општеството, што докажува и фактот дека развиеноста на едно општество многу често се мерела со развиеноста на неговата култура во даден временски период. Денес, кога културата е потисната на маргините на општеството, можеби е важно повеќе од кога било да се осврнеме на нејзиното значење. Историски гледано, на лицето на развојот на културата секогаш останувале длабоко врежани најразлични случувања од историскиот период, па се до денес. Без оглед на тоа дали станува збор за филм, представа, перформанс или некој друг културен настан, во голем број од нив многу често се проткаени актуелни случувања во општеството. Културата представува светост за оние кои се хранат од неја во духовна смисла, додека за обичниот човек таа спаѓа во редот на терцијални дејности без кои што евентуално се може. Според многумина, поважно е да се има леп на трпезата, отколку да се мисли на култура. Денеска на моја чест и задоволство, мој денешен гостин е господинот Славче Велјановски, историчар, археолог, магистер по организацијски науки, но и човек кој што значен дел од своето време го посветува токму на културата преку неговата сегашна дејност во местото од каде што ни доаѓа, од една помалечка општина во Македонија, но не помалку значајна општина Демир Хисар. Славче, добре дојде во нашата емисија, чест ми е што си овде. Ти благодарам, Владче, на поканата и тебе и на Вистинска телевизија. Така. Се познаваме долго време, меѓу другото не е тајна да се каже дека сме пријатели соработници по долг период. Кога подетално ќе се анализира културниот живот кај нас, недостигот од простор за културно и слободно изразување е првиот главен проблем со кој се соочува уметнички ориентираната младина. Во Скопје постои еден голем простор каде што со децении се случуваат настани од повеќе области, познат како Македонски културен центар. Сметаш ли дека ова тврдење околу тој физички простор е точно? Дали главните предизвици или пречки се состојат во физичките капацитети или постојат можеби и други, поголеми од нив, кои што стојат на патот на афирмацијата на културни вредности кај нас? Мислам дека физички капацитети во Македонија имаме доволно за да може уметникот да го искажи своето и да го презентира своето творештво. Не само во Скопје, туку на територијата на цела Македонија, односно во секој град, во секој помало градче општина, постојат центри за култура, домови на култура, но и во последно време и некои независни простори каде што уметниците го истакнуваат своето творештво. Може би, како недостиг, би ги споменал техничката екипираност на самите тие центри, домови на култура. Знаеме дека сите тие располагаат со простори, со сцени, со простори каде што се изведуваат сите тие театарски представи, концерти и така натаму, но бидејќи сега сум и директно инволвиран во целиот тој процес, знам дека на некои домови, на некои центри за култура му фали озвучување, сценска опрема, кино опрема. Но како најголем проблем би го истакнал затоплувањето на сите тие институции, кои што оневозможува во еден поголем дел од годината да не може да се организираат секаков вид на културни активности, односно станува збор за по-ладните периоди, по-конкретно во зимскиот период. Така. Работиш како директор или раководител на установата Дом на култура Илинден во Демир Хисар, тоа е твојот сегашен ангажман. Доколку не бев сведок за случувањата таму на културно-општествен план, веројатно ќе требаше да погодувам или да истражувам. Но таму речи си секоја недела или секоја втора недела се случуваат културни настани со различна содржина, каде што Домот на културата стои како организатор или домаќин. Каква е разликата меѓу установите кои се именувани како домови или центри на културата во Македонија, бидејќи
имаме такви некои ситуации, каде што едните се под капа на Министерството за култура, како ресорно, а други под она на локалната самоуправа. И дали има ефекти? Што донесе дисперзирањето на културата која што одамна плива во води под различни палки? Така. Како што кажавте, 2 години веќе сум во Домот на културата Илинден во Демир Хисар како раководител на оваа институција. Работиме нормално како што треба да функционира една институција во областа на културата. Создаваме култура, промовираме култура. Инаку Домот на културата е локална установа, како што кажавте, различни сме од центрите за култура. Таква едноставно поделбата направена. Центрите за култура се директно под юрисдикција, односно под Министерството на културата, дека ние сме под локалните единиците за локални самоуправи. Имаме квалитетна програма, имаме редовна програма во периодов кој што изминува, а исто така имаме и една програма која што ќе реализираме во понатамошниот период. Во она што спомнавте децентрализација на културата и каков ефект има таа, јас мислам дека, не мислам, туку сметам дека за жал остана само еден обичен муабет, една обична констатација која што го слушаме години наназад, не само сега, години наназад дека таа постои, но реално не постои таа децентрализација на културата. Гледаме дека се фаворизираат и културни настани, манифестации, активности во поголемите градови, за жал во помалите градови таа привилегија ја немаме. Можеби во некое инно време, и се надеваме дека во инно време, и помалите места ќе добијаат сета таа заслужна почит и внимание од по-големите институции. Како може да се биде продуктивен, нема да речем дека изјавава е субјективна, напротив, со мала финансиска поддршка за програмски активности и со мал број на население? Имаш ли информации колку жители има сега општина Демир Хисар? Се знае ли тоа прилика? Да, според последниот попис, општина Демир Хисар има околу 7.500, мислам дека 7.200 жители. Има општина Демир Хисар, но тоа е не е мала бројка и на тие луѓе им е потребна културна надоградба, можеби. Така? Точно, и надоградба и културна еманципација на самите луѓе. Што се однесува до тие проекти, повторно ќе се навратам на онај муавет, со децентрализацијата, значи ние добиваме, аплицираме со идејни проекти на таа годишна програма на Министерството, добиваме некои од тие проекти, неколку на број, но тоа не значи дека со тие мал број на проекти имаме децентрализирана култура. Инаку во самиот Дом на културата функционираат и фолклорна дејност, имаме едно друштво во кое членуваат 180 деца, имаме драмско студио, изложбено-галериската дејност ние во функција кино-прикажувачка дејност, така да самите создаваме, продуцираме и промовираме култура и на некој начин и успеваме да се самофинансираме во некој дел. Така што на тој начин преку самопродукција веројатно одржувате културата жива. Со оглед на тоа дека Демир Хисар е меѓу другото и земјоделски крај, иако и тука состојбите се променети во изминативе години, не ти се случува да најдеш на реакција од типот на луѓето им е потребен леп, а не игри, читање, представи и така натаму. Па што ви текне сега ова? Што се оптоваруваш? Можеш да нишеш врата, да земеш плата и така натаму. Значи, се случуваат ли такви ситуации? Не. Луѓето не пристапуваат со тој однос, напротив се многу задоволни од она што се случува од сега во моментот во оваа мала општина како што кажете на почетокот. И како што кажав во самиот разговор, луѓето имаат културни потреби. Како што ги имаат останатите животни потреби, така да имаат и културни потреби. Имаат потреба да излезат на театар, имаат потреба да присуствуваат на некоја музичка манифестација.
ви кажав претходно 180 деца членуваат во тој фолклорен ансамбл кој што 30 години обстојува во Демир Хисар. Така да кај луѓето не добиваме само одобрување на она што го правиме, не само пофалби, туку и охрабрување да продолжиме со истото тоа темпо и во понатамашниот тек. Имате едно мало училиште со тие речиси 200 деца кои што се дел од фолклорно-уметничкото друштво, така што значи една голема одговорност пред граѓаните и нешто што од друга страна носи позитивен ветар во општината. А во какви други форми се презентира културата, освен преку установата Дом на култура, која што е водечка таму во тој поглед? Има ли независна културна сцена? Така. Значи, поголемиот дел од активностите кои што ги имаме во Домот на културата ги организираме ние, значи како установа, Да. но исто така сме помагатели, соработници и така натаму со Здружение на граѓани, невладини организации, самостојни уметници кои доаѓаат во Домот на културата и го презентираат своето творештво. Без разлика од за која дејност станува збор, дали е тоа театар, литература, музика и така натаму. Како ги мотивирате граѓаните да ве посетуваат? По тој начин, веројатно рекламата е многу важна во целата таа постапка, посебно кога културата треба да се презентира. Како успевате најдобро да ги мотивирате, со оглед на тоа дека во Демир Хисар, како и веројатно во други општини во Македонија, имавме можеби така мрачни периоди во однос на културата, можеби некаде се уште не е живната на вистинско ниво. Овде бројките и посетеноста многу укажува на тоа дека станува збор за сериозни напори. Како успевате во мотивацијата? Значи, последниот период, како што кажав, ние имаме наредовна програма и редовна понуда кон нашите суграѓани. Имаме програма, културна програма, каде што се опфатени сите дејности. Ќе се повторам, и музика, и театар, и литература, и се останато. Луѓето доаѓаат, граѓаните се желни за културни активности, доаѓаат, ги посетуваат овие културни настани. Ние имаме голем број на културни настани кои што пред време ги распродаваме. И тој чесен пристап, она посветеност во работата и плюс вклучувањето на некои суграѓани во самите тие активности, без разлика дали станува збор за млади личности или повозрастни луѓе, пример во драмското студио ние имаме лица од актери, локални актери од 60 години, а имаме и деца од 14 години. Со самото вклучување, значи ние мотивираме и други личности да се вклучуваат во тие културни текови. И нормално, како што спомнавте, и социјалните мрежи, значи си имаме профили, Инстаграм, Фејсбук, се она што младите, а и воопшто целата јавност следи и може да бидат добро информирани и мотивирани да ги посетуваат овие настани. Сметаш ли дека токму тоа што граѓаните доаѓаат во едни вакви услови кога се соочуваме со низа економски и социјални проблеми, влијанието на културата придонесува да секојдневието со кое се соочуваат е полесно, можеби? Да, живееме во време, како што кажа, луѓето се под еден притисок и социјален, и економски, и општествен, да се разбериме, каде што многу работи не функционираат, сето тоа на човекот му ствара тегоби и она што ние им го нудиме како културна понуда, сите тие настани кои што ги организираме и се случуваат во Демир Хисар, мислам дека му помагаат на луѓето да се растеретат од тие проблеми. Барем час и половина во текот на една недела, да дојдат, да поуживаат во, дали е тоа музика, театар, било што. Блиска е соработката со младите од друга страна. Кои според тебе може да бидат значајни придобивки доколку младите се интегрираат во културниот живот и можат на некој начин самите да предлагаат иницијативи од областа на културата? Мислиш ли дека тоа има значајно влијание врз во време кога живееме под низа социјални притисоци, но и негативни појави во општеството? Гледаме дека се гледа на телевизија, се прикажува, се слуша по радиостаниците. Имаме литература која што и не е секогаш соодветна и така натаму, иако мислам дека литературата е веќе друга приказна, можеби и воопшто не е допрена на начин како што треба. Можеш да видиш како
влијае сето ова врз младите со своји очи и одблиску? Кои се твоите впечатоци? Значи, културата е на значајна алка во развојот на самата личност, во развојот на тие млади луѓе кои што ги спомена пред малку. Културата влијае врз градењето на интегритетот на самиот човек. Влијае врз стилот на животот на еден човек. И како преку културата младиот човек може да се изрази креативно, да го истакне својот талент и цело време на тој начин да се развиват и да се етаблира во самото општество. Вклучувајќи се во сите овие културни текови, мислам дека е на добра подлога за тој млад човек за понатаму да може да се развиват и да се интегрира во општеството како целина. Да, убаво е да се видат таму за сите оние кои што не знаат, посебно за време на великденскиот период, кога се организира една значајна манифестација, која што е традиционална 7 пат годинава се организираше, луѓе облечени во млади носи, пред се млади луѓе кои што на некој начин ја афирмираат културата, значи не само со оно што го покажуваат на сцената, нивните играорски и музички способности, туку од друга страна ја покажуваат и традиционалната народна носија, која што е значаен дел од нашата култура. И мислам дека тоа, ако не се лажем, таму го прават навистина со голема искреност. Оно што можеби не е толку својствено за поголемите градови, каде што можеби луѓето некако посебно помладите не уживаат толку да се облечат во народна носија. Овде во овој крај навистина тоа се цени, така? Така, да. Чувањето на нашата традиција е наша должност и негувањето на истата. Така. Малку политика, бидејќи ќе биде чудно ако ја изоставиме, цело време сме преплавени. Поминавме уште еден изборен циклус за Македонија. Ќе се навратам овде на нешто што ми задржа внимание кога истражував. Колку и да е неприфатлив Преспанскиот договор за многумина од нас, според некои познавачи на состојбите, кои што важат како значени во нивната фела, велат дека доколку неговите потписници од македонска страна во тоа време најделе права личност која што ќе го води ресорот култура, можеби тој министер или министерка сеедно ќе препознаеше во таквиот договор успешна културна стратегија. Презентација на македонската култура, например, во Грција би била одличен пример, легитимација на македонскиот национален идентитет. Таа би била драгоцена и за македонското малцинство во Грција. Исто така, ако досега блокадата од страна на Грција беше пречка за тоа, например, македонска литература да се прикажува на штандовите на големите саеми за книга во Германија, сега тоа не би требало да биде пречка. И така натаму, таквата презентација на македонска литература би била извореден придонес не само за писателите, туку и за македонската надворешна политика. Како народ, нема да те малтретирам на тема Преспански договор, далеко од тоа, тука сме за културата, но во контекст на ова. Како народ, веројатно најдобриот начин да бидеме прифатени во светски контекст, колку и да се презентираме со останати гранки, сепак мислам дека е културата. Колку според тебе е направено на планот на меѓународната афирмација на културата од Македонија надвор? Така. Добро, општо познато дека спортот и културата се најдобрите амбасадори на еден народ, на една држава. Индивидуално сметам дека имаме убави репрезенти на македонската култура и традиција надвор од нашите граници. Значи, ние имаме ќе започнем од фолклорот, фолклорен ансамбл, танец, се го спомнам како најпознат фолклорен амбасадор во светот. Но ќе ги спомнам и другите фолклорни друштва кои што обстојуваат на територијата на Република Македонија. Сите тие прават меѓународни турнеи, го презентираат македонската традиција пред остатокот од светот. Сите оние музичари, современи музичари, театарски групи, ликовни уметници. Но сметам дека и институционално треба некако да се повеќе да се помага и да се промовира таа македонска култура на малце поинаков начин и на едно повисоко ниво.
Ние сите ги знаеме успесите на Симон Трпчевски, да не ги спомнуваме, но сепак Но вреди да се спомня. Да. Дефинитивно. Познатиот историчар, бидејќи и самиот ти си историчар, Јохан Хојзинга ќе рече, цитирам, ако сакаме да ја сочуваме културата, мораме да ја продолжиме да ја создаваме. Сметаш ли дека имаме прави уметници, но и во доволен број, кои што ќе продолжат да создаваат култура? Во што сме најдобри, според тебе? Која гранка од културата? Ова може да биде субјективно, но ме интересира. Па не би можел да дадам нека оценка во која гранка би сме најдобри. Како што споменав и претходно, ние стварно можеме да се пофалиме иако сме мала земја и има голем број на стварно квалитетни уметници. Дали ќе продолжат тие да се бават со уметност, со култура, искрено се надевам дека да, и мислам дека тоа не може никој да го спречи, колку и да се условите тешки, лоши и така натаму, мислам дека не може да се спречи, но затоа викам дека треба да се најде начин и институционално некако да се помагаат сите овие културни работници кои што работат во Македонија. И да се мотивираат. Да. Како историчар и археолог по вокација, сметаш ли дека доволно добро или соодветно се однесуваме кон материјалното културно наследство кај нас? Дали доволно го заштитуваме? За жал не. Како што спомнавте, јас сум историчар археолог, сум работел на проекти од археологијата, веќе спомнам, бидејќи таму археологијата е сврзана со тоа материјално културно наследство. Значи, ние гледаме дека во моментов на територијата на Република Македонија нема доволен број на археолошки истражувања. Ние буквално лежиме на територија на која што имаме остатоци буквално од сите историски периоди, а и предисториски периоди. Значи, богати сме со материјално наследство, не знам зошто, не знам како, не се дава поголемо значење на оваа област, но сметам дека во периодот кој што следува и текако треба да се подигне и значењето и поддршката од државата за афирмација на сите овие материјални добра кои што ги има нашата држава. Тоа треба да биде веројатно и апел до институциите на системот, посебно оние од високото образование, и да ги мотивираат младите да се насочуваат кон изучување на овој дел од културата, културното наследство, и можеби да имаме повеќе археолози, нема да е на одмет. Исто така, бидејќи си сестран човек, сестрана личност, онаков каков што те познавам, значаен дел од твојот живот се разбира и рок музиката, и самиот учествуваш, порано повеќе активен, сега поради обврските состојбата поинаква, во рок бенд, кој што имал доста настапи ширум Македонија. Ајде сега малце тука да ги допреме повторно младите. Што преферираат младите кај нас од страна на културен живот? Кои се твоите согледби во поглед на тоа? Имаат ли македонците добар вкус за култура, или да не звучам тенденциозно, а може би ќе звучам? Сметаш дека имаме фактори кои доаѓаат од надвор па и однатре, кои имаат поголемо влијание врз народот, поради што правите уметници остануваат на сцена со изгаснати светла? Си бидам малце скептичен и во однос на ова прашање, затоа што имаат македонците вкус. Да, има голем број на луѓе кои што се разбираат од музика, не да творат, туку се разбираат, посетуваат и концерти и други такви музички манифестации, но мислам дека има огромно влијание, посебно во последните години, шунт културата, турбофолк, музиката и така натаму. Ние гледаме секоја недела ни во Македонија ни гостува некаква музичка звезда од надвор претежно. Нашите скоро и да немаат, нашите музички звезди скоро и да немаат концерти, или кога ги прават, тие ги прават на некои помали настани, или во дискотеки, или во некој клуб во нашите градови. Тоа се случува на подалечен период, не е тоа толку зачестено. Подалечен период, да.
Ако имаме концерти кои што македонски музичари ги полнеа концертни сали, помали стадиони и така натаму, сега гледаме дека тие се многу ретки и многу малце на број. А овие што ги споменав, некои балкански вонаводници звезди, според мене, полнат цели сали. Да, прашање, повели. И за мене најпотресното нешто е што голем број на млади луѓе наоѓаат некаква забава и инспирација за нивниот живот токму во таа музика, во таа шунт култура. Да, нека не ни замерат помладите, јас сум читал искрено одредени истражувања каде што многу јасно се говори дека еве конкретно влијанието на одреден тип во музика во која што се презентира во Србија, тоа социолозите посебно се занимаваат, но и теолози исто така, што е интересно, дека тој вид на музика исклучиво лошо влијае врз помладата популација, го ориентира животот на младите и голем дел од нив вика завршуваат навистина негативно, токму заради преферирањето на таа музика која што на некој начин е одраз наводно на нивните внатрешни емоции, посебно кај младите кои што навистина додека пораснат и влезат во онај период на возрастна личност, емоциите се истанчени, не се сигурни, не лежат на плодна почва, така што на тоа апелира одредени интелектуалци и луѓе кои што го следат однесувањето на младите, колку може да биде тоа погубно, доколку тој стил на музика, начин на облекување, на размислување, соживување со текстовите во песните, може да влие врз нивното расположение, однесување и така натаму. Не постои лошо време за култура. Многу ми се допадна оваа реченица кога истражував. Како гледаш на оваа реченица? Ние редовно имаме лош период во Македонија поради низа случувања кои што нормално не деградираат. Како гледаш на оваа реченица? Кој е твоето размислување? Филозофски малце да пристапиме. Интересна реченица, во секој случај. Нема лошо време за култура, како што кажа јас, под еден историски хронолошки редослед би можел нешто збор два за околу тоа. Македонија поминала низ многу премрежја во историјата. Еве нема да многу далеку, ќе започнам од преродбенскиот период, значи што за времето на македонската преродба, кога тука во Македонија се содрувале најразлични пропаганди, кои што сите ние ги знаеме кои се. Во Македонија се создавале, на ова тло се создавале голем број на дела. Имаме период на Прва светска војна, Втора светска војна, периодот помеѓу тие двете светски војни, знаеме ние Македонија под чија власт се наоѓала токму во овие периоди, па и во време се родени едни значајни дела, не само за литературата, туку воопшто за историјата на Македонија. Имаме пред неколку години пандемија, ова ковид пандемија која што го имаше зафатено целиот свет, и тогаш во Македонија се родија голем број на дела. Значи не спомнувам дали литературни, музички така натаму, зборуваме нели општо. Зборуваме за новото време, во на кое што го живееме сега. Повторно некои уметници, како што рековме, не се откажуваат, иако не се доволно мотивирани, иако немаат доволна поддршка од државата, од институциите, сепак раѓаат нови дела. Гледаме некои бендови слават 30 годишни јубилеи, фолклорни ансамбли кои што слават 70 годишни јубилеи и така натаму, значи тие обстојуваат и ја негуваат културата. Така да се раѓат, не е лошо време за култура, нема лошо време за култура. Се согласувам. Некои од досегашните водачи на Министерството за култура на Република Македонија своевремено најавува нови концепти за годишниот конкурс за поддршка на проекти од национален интерес, по кој што редовно знаеме. Сите има лавина од реакции, речи се никогаш таа лавина не изостанува, посебно по објавувањето на резултатите. Човек не мора да биде премногу едуциран за да свати дека станува збор често за неаргументирана селекција и компетенции кои што се доведувани во прашање. Како треба да се влијае во овој дел според тебе со цел избегнување на колатерална штета по однос на квалитетни проекти и на нивните носители?
Како ти би го размислуваш тоа, како би го? Така, значи ние како установа, нели, аплицираме на тој годишен конкурс од Министерство за култура, сни конкурирале и самостојно и преку различни издруженија, сни организирале голем број на наставни активности, сни добиле проекти, сни биле одбиени на некои проекти. Видете, буџетот кој што ги има Министерството за култура, буџетот кој што ги има воопшто државата Македонија, не е толку голем за да може да ги задоволи сите оние кои што таму аплицирале со тие проекти, но сепак сметам дека оние кои што се дел од тие комисии кои што членуваат на тој годишен конкурс треба повеќе да внимаваат. Знам дека имаат притисоци, имаме познаници, имаме пријатели кои што биле блиски до тој цел процес на распределба на тие средства, треба да внимаваат да биде насочено кон вистинско стимулирање на културата. Дури сметам дека квалитетот нормално дека пред се, но сметам дека и треба да бидат запазени помалите места, да не се оставаат да се дадат проекти на помалите места, но тоа да биде со некои ситни финансиски поддршка. Гледаме, пример, тука во Скопје или во поголемите градови се даваат некои милионски суми за некоја иста или слична работа која што ние ја правиме во помалите места. Да, кога сме кај буџетот, всушност од истражувањата сватив дека уделот на Министерството за култура во вкупниот буџет на Република Македонија бележи тренд на континуиран пат од година во година, со тоа што оваа 2024 се смета можеби за најнизок 1,34%. Тоа значи не повеќе од 40% предвидени за реализација на програмски активности и проекти, а останатиот дел е предвиден за плати на вработените во културата. Сметаш ли дека ова некако како завршно, дека е потребна национална стратегија за култура и што таа треба да опфати кога би се креирала? Јас некаде сретнав истражувајќи по интернет некоја национална стратегија за културата во периодот од 2023 до 2026, ми се чини, не сум точно сигурен, но не можев да го отворам документот за волја на вистината. Сметаш ли дека тука може нешто да се направи во таа стратегија, значи што да биде клучна? Можат ли тука да бидат вклучени младите надежи и на каков начин? Социјалистите да бидат новите иницијатори на нови нешта во културата. Така. Сметам дека доколку се прави некаква стратегија без разлика за каков временски период станува збор, по принцип тие се нели за 4 години се прават тие стратешки планови, но небитно. Сметам дека треба да бидат инволвирани повеќе чинители, односно повеќе луѓе да бидат запрашани и да бидат консултирани за изготвувањето на таа стратегија. Не само комисии кои што Министерството ќе си ги формира внатре во својата установа, туку треба сметам дека и ние како домови на култура, помали места, да бидеме прашани кои се нашите потреби. Ај не мора да одиме нешто подалеку, да бидеме прашани кои се нашите потреби, размислувања, сугестии и така натаму. Исто така спомнавте и независните уметници, културни работници, но исто така и младите. И кога ќе се направите на симбиоза на целокупното тоа истражување и размислување на сите тие луѓе, мислам дека би имале реална една стратегија по која патека треба да се движи нели културата во Македонија. Нас не имат прашано, значи воопшто ништо. Ти стигнува некаков одреден буџет кој што го распределуваш за плата и никој не прашува ништо дали, што и како. Треба тоа да се смени во секој случај. Треба да се смени, да се прави можеби мониторинг, малце да оние кои што се во повисоките места во институциите, поврзани со културата, да бидат и повеќе свесни што се случува и во помалите места во поглед на културата, колку може таа да биде активна и речиси да биде изедначена со квалитетот на она во поголемите места. Имаш ли некоја порака вака за крај? Не гледаат и млади луѓе, емисијата ќе се пренесува дел од неј на TikTok од денеска. Сакаш ли нешто да им порачаш? Ти си во постојан
контакт со нив, знам дека си пример на однесување за нив и тоа е многу значајно. Нам ни требаат повеќе личности кои што ти ги афирмираме на малите екрани, кои што ти имаат што да пренесат. Вака ти доаѓа нешто да им порачаш како за крај? Па конкретно за младите да се вклучуваат во културните такови кои што ги обкружуваат и не само кои што ги обкружуваат, можат да појдат малце и понастрана и подалеку, да видат, да почувствуваат и како што реков културата и така како е важна за развојот на една личност, да го земат како пример за да станат едни подобри личности во иднина кои што ќе се вклучат во развојот и на општеството и на заедницата во која што живеат. Така. Многу успеси понатаму во тоа што го правиш. Сигурен сум дека ќе дојдат и поубави времења и дека уште повеќе ќе имате иницијативи предводени од младите, а и дека самиот ти ќе бидеш иницијатор на убави нешта и во твојата општина, во твоето родно место. Благодарам што беше наш денешен гостин. И благодарам и на вас на поканата и поздрав до гледачите на Вистинска телевизија. Ете така, се надевам дека уживаа во разговорот. Културата е универзална и космополитска област во која што се надминува и политичкиот и етничкиот критериум, или можеби треба да се потрудиме сето тоа да се надмине. Во културата важи само принципот, или треба да важи, ќе речам, принципот на уметнички квалитет. Најстрашно, велат, за еден народ е ако дозволи духовно да осиромаши. Ако го земеме предвид мислењето дека на секоја материјална криза и предстои духовна, тогаш за нас не треба да има дилеми колку и дали воопшто треба да и се посветиме на културата и уметноста како нација. Културата ги инспирира луѓето да ја пронајдат својата вистина, да нурнат во сопствените длабочини и ги поттикнува да размислуваат надвор од границите на својот ум. Беше ова уште едно издание на Синтеза. Благодарам што бевте со нас.